што имаме уште еден член во семејството. Значи, им препорачувам на сите да си го прошируваат семејството, ради тоа што децата се големо богатство на родителите, утре други ден и они ќе бидат родители. Значи, убаво е семејството нонстоп да се шири на поголем број. Како свештеник во Македонската православна црква, на сите тие неженети млади момчиња и девојки би сакал како една порака да им оставам да што побрзо се оженат или се омажат и да имаат принога за тоа што чувството е феноменално, незаборавно и нема да се покаат никогаш за тоа ако го направат, нели кога е времето. Некога они мислат, меѓутоа колку е порано, толку е подобро. Тоа е совет од мене како свештеник. Убаво е, значи чувството е многу убаво да се има повише членови во семејството. Значи, ако даде Бог, може уште едно. Време е за бебе. Јас сум Зоран Радосин, од Скопје, живеам во Волково. Во брак сум со Елена. Имаме 2 девојчиња. Очекуваме сега и трето, валјда помушко. Јас сум Елена Стефановска Радосин, од Скопје, 30 години, мајка сум на 2 девојчиња, Теодора и Ева, и во очекување сум на трето, најверојатно машко. Јас сум Теодора Радосин, имам 9,5 години, учам во основното училиште Тихомир Милошевски, кое се наоѓа во Ново село. Ова е мојата сестра Ева, а јас сум многу среќна што имам сестричка, а сега очекувам и братче. Иако се, значи, ги имам 3 дечиња, значи, ипак наоѓам време за себе, наоѓам, значи, простори да прошетам, да видам нешто, мада повеќе време сакам да обрнам на нив, значи, околу нив да бидам, каде да отидам, гледам се повеќе да сум со нив, меѓутоа се наоѓа простор, значи, не е ништо што се 3 дечиња. Дај Боже секој да посака да ги има сите тие 3 дечиња. Добро е да има човек 3 па и 4 да има, не е лошо. Ние се одлучивме за трето ради машко дека немав, не. Така, за сега ни е супер. Сега понатака не знаеме што носи живот. На некого е тешко и со едно дете, а не со 3, меѓутоа јас како личност не осеќам никаква тежина што ги имам 3 дечиња. Дај Боже, па и четврто, па и натаму нека иде, нели? Па ради мене, да имав 2 машки за трето женско, ради мене лично, може би и не. Ади сигурно жената ке сакаше женско, па така да... Валјда ке требаше па и тогаш трето. Време е за бебе. Јас сум Венцо Петовски, од Зретово. Имам 4 дечиња. Очекувам сега пето, најверојатно женско ќе биде. Јас сум Сузана Петровска од Лозово. Мажена сум во Злетово за Венцо Петровски. Имаме 4 деца. Очекуваме пето. Старото се вика Јован, 4-то оделение. Викторија е 2-ро оделение. Александар е за бавиште. Давид има 2,5 години. И очекуваме пето. Се надеваме ќе биде здраво и живо, ќе биде девојче. Честитка. Срцето, мајко, добри ни плет, од љубов, сјае среќно сум дете. Најнежна рака, мајчински гали, безмерно сака цвеќенца мали. За колку тоа цвеќе го имаш веќе направено? За мама. За мама. Зошто? За да ја го подарам за 8 март. И што ќе посакаш? Среќа. Знам да направам вечера, ручок, доручок, све. Граче, зелкичка, помпир. Многу јадење гравче го правам со сланина, децата го сака тоа. Малку ни е тешко, но мене ми е убаво. Како мајка се осеќам многу убаво.
Куќите весело со деца. Со дечиња се најдат. Си најдат крајши, некако што се... Дечињата ми даваат смисла на мојот живот. Ова е прекрасно нешто. Малку ни е тешко, ама се снаоѓаме. Нивната смеја ја надополнува некоја празнина, ако ни е нешто тешко или кога се насмеат, веќе забораваме на се. Време е за бебе. Јас сум Кристијан Стаменов од Скопје, во брак со Елена Стаменов. Вработен во зоолошката градина во Скопје. Татко на една ќерка, сега очекуваме второ дете, најверојатно и тоа ќе биде девојче. Јас сум Елена Стаменов, имам 23 години од Скопје, моментално работам во приватна фирма, студирам и сум студент на Филолошки факултет Блаже Коневски, 4-та година. Имам едно дете и сега очекувам уште едно. Чувството со едно, сега поготово со две деца, значи чувство на исполнетост, сите оние маки, она трчање на работа, дома, обврски, значи која ќе се видите дома се занема, мислам, исчезнува тој умор. Тоа чувство навистина не можам да го опишам со зборови кој ќе се го видиш своето дете, значи тоа што 9 месеци го носиш во себе и после кој ќе го видиш е неописливо чувство. Вака, Лука е од мало мајмунче од видот на павијани. Значи, он се роди околу 18 февруари. Лука е мала разлика со Каја, со нашето второ дете, она се роди на 6. И се погоди да се роди баш еден ден после мекиците. Значи, за Каја, така да кога донесов му тридента на работа, мекиците искористија и за неговото раѓање, се искористи за неговото раѓање. Така да... Значи сега имаме две ќерки и да кажеме и еден син. Значи овде на работа Лука. Време е за бебе. Јас сум Драган Манасков, роден во Велес, живеам и работам во Скопје, во брак сум со Марија Манаскова и ние очекуваме близнаци. Јас сум Марија Манаскова од Гевгелија, сопруга на Драган Манасков и очекуваме машко и девојче. Тука. Софи, мами, шиш, Софи. Мами, шиш. А видете ли? Јај го бато, мило мој. Мојата сопруга, значи, како мала, многу сакала да се вика Совче, се си викала така Совче, зашто не сум Софија? Затоа што прв пат станувам мајка, не знам како ќе биде, дали ќе можам да се снајдам со двете, шо, како, не знаев. Меѓутоа, не е толку страшно како што изгледа, како што велат дека е страшно со едно. Со две не, а со едно не знам, можда со едно е пострашно. Секој ден се будам што повесела и помлада, така сега научив со нив заедно да гугам, сега ќе почнеме да учиме да лазиме, па да се играме со многу убави играчки. Нивниот свет е многу весел, без нови ден, цела монотонија знае да ја победи. Диде, имamo диде. Леле, милото моје. Бојче, кој е диде? Време е за бебе. Јас сум Саша Бошковски од Куманово. Работам кој електротехничар. Татко сум Анастасија и Давид и сега чекаме трето дете. Јас се викам Анастасија Меланска. Јас сум Јелена Петрушевска од Куманово. Во брак сум со Саша Бошковски 3 години и имаме 3 дечиња, чекаме четврто дете. Мене животот, значи, со ова беше све најнормално. Само со жената решивме уште едно дете, значи, да си имаме уште едно дете. Мислам дека доволно се 3.
и татко ми исто, што бевме двајца браќа и една сестричка, исто сега ќе биде една сестричка и со двајца браќа. Така да, мене ми изгледа се најнормално со 3 деца, со 2 како да ми фалеше нешто. И решивме уште едно да им. Ние сме многу радосни дека имаме уште еден член. Многу ни чудно и интересно. Тресеме му се на него, не може да заплаче, мора некој да седи. Ако јас пијам, маш ми цел ноќ седи. Значи децата се богатство. Значи најголемо богатство на секој човек. И никогаш не би се опрел со 3 деца. Значи секој што има доволно пари може има и 10 деца. Значи јас до тука сум решил 3, па сега не се знае Господ како ќе биде. Може утре натаму ќе имаме повеќе работа и повеќе пари, може уште едно, никогаш не се знае. И моето мото е тоа, значи да не би размислува, значи децата се богатство, се што е плюс е за нас. Време е за бебе. Јас сум Миле Стаменов од Скопје, во брак сум со Весна. Имаме едно синче, еве го до мене и чекаме уште една ќеркичка. Сум Весна Стаменова од Скопје, сопруга на Миле. Во брак сме веќе 6 години, имаме едно синче 3,5 годишно мате и чекаме второ, претпоставуваме дека ќе биде девојче. Значи све работиме ние во согласност еден со друг, значи не правиме некој вака, некој така, него си се договараме, значи воопшто во животот, значи за било која одлука во животот се договараме ние заедно и си се договараме и си правиме планови заедно да си ги решиме сите работи. Дали било проблем, дали било договор за нешто и такви работи се си дераме ние. Значи многу е интересна како бебенце. Сакам многу да гледа цртани, значи буквално кога ќе ставам во транспортирот пред телевизор, таа дури им вика, што толку ги доживува, веројатно дека е све шарено и мрда. Сака да све да фати да пикне во уста, не фаќаме цуцла, не фаќаме шише, меѓутоа за да пикнеме некој предмет во устато, тоа ни е како занимација, како едно исполнување што што го осеќа нешто како блиско и буквално она владее со предметот. И многу ми е интересно што е уште мала, а сепак држи предмети и посега по нив. Така да стварно е интересна, мислам се сакаме премногу, не ќе да ја гњавиш, не ќе да ја мазиш, она си е ја и никој друг, она као да си се гледаме, муабет да си правиме, ама не ме гњави, не ме закачи. Има скокот, знае на глас да се смее, што е многу интересно за едно бебе кој ќе пушти еден глас. Сите ми е интересно што е гласна таква. Обично бебињата нели се путивки. Меѓутоа, она сепак е една интересна женска која што се надам ќе пожасне во стварно така една типка. Се надевам, ајде за година-две ќе имам и трето, па ќе ве викнам и за трето. Битна работа ми е невестата да се убедам, а све друго, што е до мене ќе давам своји сили. Време е за бебе. Јас сум Зоран Далчевски од Охрид, сопруг на Јадранка Велјановска. Си очекуваме близначиња. Јас сум Јадранка Велјановска Далчевска од Охрид, сопруга на Зоран. 8 месец бремена, очекуваме близначиња машко и женско, па се надеваме дека така ќе испаднат. Јас пред да ми се породи сопругата, јас секогаш на стомак застанував, ја галев и си му пеев на ними. И кога ми ги покажаа првиот момент на болница и си одев јас да си ги бакнам на челото двете ме погледнаа во очи и сестрата ми викаат да знаеш дека те познаја по гласот. И тога бев многу возбуден, не можев ни да разговарам, ево и сега веќе се осеќат по мене. И стварно бев многу среќен, немам зборови, не можам тоа да го опишам колку е тоа убаво чувство. Да си родител, посебно на две близначине, машко и женско. Многу пати стојам на децата, ги гледам, чекам моментот кога ќе се насмевнат, се опилат да гледаат, ги пратам дали стварно ме гледаат мене или нешто така сами од себе си гледаат. Ке се насмевнат, го викам сопруго, дојди да видиш татинце, се смешка детето, се смешка момето.
Пресреќни сме, презадоволни сме од децата, мирнички се, не плаќат многу. Пресреќни сме. Едноставно не можеме да опишеме колку е голема среќата во нашиот дом. Презадоволни. Татина маза е ова, татина маза. Губаци бате? Губаци бате? Не смешка. Време е за бебе. Јас се викам Ангелески Јован, од Охрид. Во брак сум со Елизабета. Имаме 2 машки деца. Во моментов очекуваме трето и се надевам дека ќе биде керка. Јас се викам Елизабета Ангелеска. Во брак сум со Јован. Имаме 2 дечиња, Крста и Лука. Крста има 8 години, Лука 3. Очекуваме бебе, се надеваме дека е керкичка. Па здрави, ќе видим. Па сега за сега уште не сум свесна. Мажот ми е тука со поголемиве деца, ги шета на плажа, ваму таму, јас сум претежно сама со помалото, со најмалото. Ќе видиме потешкотијата. Мислам дека понатака кога ќе почнеме во школа, сега сме на распуст. Кога ќе почнеме во школа, веќе ќе имаме повеќе обврски. Да, желбата ми се исполни и то за роден ден. За мојот роден ден ми се исполни желбата. Се добив керкичка. И така. Ќе треба доста да се одолжувам кај жена ми. Радост се. Во секој случај куќата е полна. Во секој момент има некој што те насмејува. Не те е монотоно, секој ден е различно. Секој си има свој барања, своји потреби, своји желби. А животот ми е поубав, децата ми се, куќата ми е повесела. Децата ми се повесели, порадосни. Имаме нов член на фамилијата. Да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново